Закони и прописи за позиционирање на руралната жена во општеството има, но нецелосната имплементација ги сокрива овие жени од целокупното миле и ги прави невидливи за системот. Тоа покажало истражувањето на ЛАК Агролидер. Она што ни недостасува е тоа што немаме добро законодавство, но слаба имплементација на терен. Значи, потребна ни е обезбедување на целосна поддршка на овие жени, во однос на пристапна менторска поддршка, да почнат и сами со свој бизнис, да го сватат дека земјоделството е свој бизнис и дека нивниот труд мора да биде вреднуван. Патриархалната матрица, стереотипизацијата што ни постои се уште и во аспект па на другите сегменти од животот, оне пак што го нагласувам здравствениот и социјалниот, значи потребно ние поголема активност и на самите нас граѓански организации на терен да бидеме погласни, за да бидеме и гласот на жените од руралните средини кои што се воздржуваат да окажат нивниот глас. Оно што е евидентно и што ние ностоп го говориме, и не само еве за жените земјоделки, за сите земјоделци. Они се можат да се регистрирани како индивидуален земјоделец, имаат право да користат примарна здравствена заштита, меѓутоа според Законот за здравствена заштита им е одземено правото да користат право на платен надоместок при болест. Ова особено се нагласи сега во време на пандемија со COVID-19. Земјоделците најмногу се погодени од пандемијата, а жените земјоделки, со оглед на тоа дека ностоп се соочуваат со овие ограничувања од социјален, здравствен, технолошки аспект, уште толку, значи се продлабочи нивната и онака економски неповолна состојба. Од ЛАК Агролидер додаваат дека токму кризата со COVID-19 ја влошило и онака неповолната состојба во која се наоѓаат жените земјоделки. Во интервјуто за Инфокомпас Цветановска вели дека треба да се делува во тој правец. Значи, она што го детектирам да ни потребна ни е целосен преглед на целосната законска регулатива што ги штити правата на жените и воедно на Законот за работни односи, Законот за здравствена заштита, Законот за социјална заштита, за да се изнајде оптимално решение како да се креираат закони и мерки кои што навистина ќе ги поддржат овие жени и овие жени нивниот труд навистина ќе биде видлив. Ние забораваме дека доколку ги нема жените од руралните средини и веќе свесни сме дека со самата миграција веќе се намалува бруто домашниот производ од земјоделство, руралните средини се повеќе се омршуваат. Најголемиот дел на сиромашно население според нашите статистички податоци покажуваат дека се во рурални средини, во семејства кои што не се веќе во земјоделска дејност. Ако не им се даде дополнителна поддршка на жените во руралните средини и од аспект на земјоделие и да почнат во земјоделство, тоа таму веќе може повеќе да се насочат, немаме можности да отвораме фабрики и да креираме работни места. Единствениот регистар на земјоделски стопанства, според кој бројот на регистрирани жени носители на земјоделски стопанства покажува постојано дека расте. Па така во 2019 година биле регистрирани 36.048 жени. До 2021 тој број изнесува 38.241, што е зголемување за 2193 жени кои регистрирале земјоделско стопанство.